Здраво, здраво на сите. Ова е второто издание на нашиот подкаст Simple Life. Навистина, фала ви за се, за вашата подршка на социјалните мрежи на YouTube. Повеќе од очекуваното. Имаме подршка голема не само од македонската заедница на Малта, но и од српската заедница, а во иднина очекуваме голема подршка нормално и од сите други заедници овде што живеат. А наш втор интересен и доста богат човек е нашиот добро позната пејач Јоце Панов. Ние се сретнуваме после 10 години пауза. Јас имав работено во медиуми во Штип и тој често таму, нормално, по штипска, по штипска линија си се сретнувавме, правевме кафе муабети и таму. Еве сега, после толку долго време, овде, во Малта, во Гурмет. Да, ова ти е као втор настап ќе ти биде овој викенд, јас мислам, или? Да, втор настап, првиот сега прво да се фокусирам, дали да зборам литература, дали штипски наш понашам може се зборам, штипски, ама не може, можам да. скроз чисто. Добро, И штипјани ќе ми замерат, рече него нашиот јазик, дијалект него превртувај. Да, баш него превртувај, да. Многу ми се драги тие почетоци искрено од Штип, затоа што нормално секојаш таму сум роден, таму се сите мои корени. Сега бев пред да дојдам во Малта, бев до Штип на кратко, на 2 сати само, и ми се враќаат тие спомени. Сега кога дојдов тука на Малта, пак кога ми кажа дека со Штип или ќе снимам, ми е некако ме враќа на тие мои почетоци, на таа убава енергија и на тие благодарност голема и до тебе и до сите медиуми кои ме поддржуваа во сам старт до Штип. Да. Ние секогаш бевме тука за тебе. Како се чувствуваш овде на Малта? Дали имаш посетено некој од местата што се на Малта? Имаш ли некои препораки? Минатиот пат бев Валета бевме. Да. Минатиот пат таму ме носеа Кири и Филип. Значи власниците на Гурмет, на рестораните, Силема, така беше? Да, Слиема е правилно, добро. Да, Слиема. Тие се места кај што сум бил првиот пат, сега ќе видам какви домаќини ќе видат. Овој пат? Ќе ме однесат овој пат. Прв пат дојдов воопшто на Малта, не само за да пеам. Да. Минатиот пат бев прв пат воопшто на Малта и искрено не знаев за историската вредност на Малта, едноставно не знаев. Знаев дека е Малта супер место, дека има многу наши, дека има и доста балканци од Србија, од тие наши простори, јубивши простори. И ми беше искрено желба да дојдам, затоа што има многу пред се и штипјани, има многу овде други, што ги познавам, комашините мои се тука исто. Многу луѓе познати, но и ми беше, но од кога дознав таа историска вредност на Малта, и кои се филмови се снимани овде и Валета и таа историја, бев фасциниран, воодушевен. И сега кога требаше да дојдам сега вториот пат, не знам пред колку време, дали 4-5 месеци, не знам пред колку време бев првиот пат, кога требаше да дојдам, слетувам синоќи како да слетувам дома. Да. И тој го реков и на пријателите, Многу од нас така се чувствувам, да. Како да се вратив, не знам, како сум бил во Австралија и да се вратив дома. Така имам чувство, не знам зошто е тоа така. А втор пат доаѓам на Малта, но ете, гледате, малку ме почекавте сега уличкиве тука, таму, ваму, како беше уличкиве, ваму, таму. Све е некако слично, да. Да, ама добро, се снајдов. Да. И секогаш полниш кафани на некој начин и еве овде на Малта си по втор пат, значи добро одма те примија, и наши и балканци, нели, и срби и од секаде. Дали мислиш дека доволно се цени македонската музика? Се уште се цени македонската музика и македонските пејачи? Имаш ли таков печаток? Затоа што се полни рестораните? Кога ти настапуваш, например? Би било се нелогично ако кажам дека не е така. Многу од колегите наши, од мои, односно, се можеби на некој начин разочарани, бидејќи но тоа е еден друг сегмент, тоа е еден момент колку
ние во Македонија, како Македонија, колку посветуваме внимание на реклама, например, на пејачите и на македонската музика, тоа е еден друг момент, а дали публиката ја сака македонската музика, македонски изведувачи, тоа е дефинитивно така. Еден најголем показател е тоа што јас 20 години, 2002 почнав со мојата кариера официјално. 2006 беше тој прв забележителен настап на со сродни души на Макфест. И 20 и нешто години веќе сум на сцената. Јас не памтам да сум пеел да сум имал промашај некаде дискотека, клуб, кафана, да било, да речеме, празно или да не било посетено. И тоа ми е еден многу голем показател дека се цени таа наша музика. Точно. И најголем показател ми е Домот на култура Даце Шопов, што беше преполно, се сеќавате на тој концерт 2007 беше, со само 5 мои песни. Тогаш имав само 5 мои песни, успеав да ја наполнам преполна сала, имаше уште можеби 100 луѓе што стоеја, немаше место каде да седат. И тој мој прв концерт во Штип ми даде еден ветер во грб за да продолжам ова работа. Тогаш сватив дека имам подршка од публиката, од народот, дека треба да го правам ово и затоа му живеете со сите овие години сум онака глава кроз зид цело време напад. И кажи ми, како ја оценуваш ти моментално македонската сцена? Секогаш има некоја носталгија како некогаш биле супер времиња, супер било за македонските музичари, сега некако као таа разочараност постои. Ти како ја оценуваш? Па ја мислам дека Македонија и македонската музика била најголем процес доживеа од 92-3, не знам, од кога, нели, освојувањето на Македонија како држава до најкасно 2000-та година. Мислам дека тие 8 години се најуспешните на македонската естрада, бидејќи можеби тогаш, не знам, национализмот е држава наша, признаена, можеби македонската музика и гледаме дека ден денес, после 30 години, ден денес тие хитови што останаа и тие пејачи што има тогаш среќа да се појават во тие 10 години од 90 до 2000-та, ден денес се познати песните, например, има пејачи што и престанаа да се бават со музика од тоа време, ама песните се ултра популарни. Ултра популарни се песните затоа што многу се даваше, тогаш беше медиум кој ќе се отвореше радио, например, радиостаница, они срекни да пуштат македонска, имаме држава македонска музика, имаме своја нешто и мислам дека тој момент, не знам зошто после тоа се изгуби, не знам зошто после тоа некако спасна последните, особено 10 па би рекол од 2004-2005 наваму, можеби 20 години, се повеќе и повеќе спласнува тој жар, би рекол, повеќе кај медиумите, би рекол, отколку кај пејачите. Да, затоа што македонски таленти настапуваат и на странски шоу надвор од земјата и освојуваат. Почна Звезда Гранда. Тогаш почна тоа шоу, например, и дали можеби тој голем маркетинг таму си повлече своје, па се фокусираа сите на Звезда Гранда, на тој момент таму беше многу актуелно. Дали медиум, ама тоа пак не е. Да, но српските слушатели секогаш ќе кажат браво за македонските музичари. Значи, тие имаат и најдобар глас и најдобра музика и навистина сме многу ценети во тој контекст, а ти постепено почна да се пробиваш и на српскиот пазар. Тоа значи поголема посветеност, поголеми финанси, креативност, маркетинг и кажи ми колку си задоволен досега со освојувањето на тој пазар? Мене некако и така ми почна кариерата 2009-та кога победив на Будва, песма Медитерана, од 2010-та пак тие фестивали, да не ги бројам, беа па на Славянски базар во Белорусија и не знам колку имам, сигурно околу 20 награди интернационални фестивали. Мене, пак ќе кажам, така ми почна кариерата, се намета да морам паралелно да снимам и македонска и српска верзија. Не дека јас, можеби тоа сум го замислувал така, ама у сам старт, например, ти пеам песна, например, ја пеев на српски јазик, певам ти песма со таа победи, да речеме, и се наметна тоа да паралелно Сити Рекордс ми беа матична куќа
по 15-20 години, сега веќе се 2-3 години сум во бранд. Така да тоа се наметна така и затоа цело време паралелно снимам македонска-српска верзија на моите песни. Колку сум задоволен затоа што имам можност да си ги плаќам тие песни сам до сега. Значи 90% финансирам сам, секој често неколку пријатели што ми помогнале во кариерата. До тие се многу мал број, што ми помогнале во финансии. Сето тоа како ќе земам од музика пари, ги давам за музика. Како ќе земам од музика, ги давам за музика. Значи професионалната музичка кариера не е ни најмалку лесна. Скапо е. Ако ви кажам дека е многу скапо, особено обичните луѓе не знаат колку се тие финанси, колку се вложува многу во песни. Значи, ако ви кажам дека сега се најефтина песна да направиш во Србија, па и каде и да си во Хрватска, ама ви се движи од 10 до 15.000 евра, зборувам, толку се трошковите да направите песна и спот и тоа биде некои стандарди нормални. Вие можете само спот да ве кошта 20.000 евра. Че зависи што ќе барате од спотот, но тие се премногу за нашите, зборувам, стандарди, македонски стандарди, не за српски, не за српски стандарди не се превисоки, затоа што пејачите кои доаѓаат од Србија ке ни фе настап 5-10.000 евра, 15.000, 20.000, така ке ни фе една вечер тоа што треба да го вложат, например, во 3-4 месеци песна, така. Ама кај нас, за нашите, било кој од нашите пејачи, да ги собере тие 15.000 евра, 20.000 евра, без да ги вложи добро во добар маркетинг, во добра песна, е навистина многу. Треба, не знам, колку време да пее, да собира, да не јаде, само да ги собира за музика, тешко е, навистина е тешко, но пак ќе кажам, ја имам сега оваа песна што ќе извадам нова е, не знам, скоро околу 50 песни ќе имам своји лични песни, тоа е сите овие години назад голема инвестиција, не дека не сум задоволен, но се уште не дојдено времето да заработувам како што заслужувам според вложувањата, ама јас се надевам имам време и пак ќе кажам уште цело време. Не се откажуваш никако. Не, цело време велам, штом така постепено ми оди кариерата, цело време нагоре, добро што не оди право или успех, цело време е нагоре, да тоа е знак дека ќе живеам многу долго и дека успехот ме чека. Да, па така е, супер. И твојата сопруга е во целиот овој процес, таа ти дава безрезервна подршка. Колку трпи семејството околу, знаеме колку ти треба да отсуствуваш од дома заради твоите гостувања, настапи, еве сега 4 дена ќе бидеш си надвор од земјата, не си со семејството. Како целиот тај однос функционира? Дали твојата сопруга беше подготвена на сето ова? Па сигурно дека била, затоа што она од дете сум од своји 20 години, кога ме запозна, ја тоа го велам често, ме запозна на бина. Че ме запозна на сцена, во клуб, во дискотека каде што настапував. Така да кога влегувате во дали тоа брак или пријателски односи било какви со човек што е во ваква професија, однапред знаете на што сте. Бидејќи тоа е многу професии, многу бизниси се такви денес. Многу луѓето што се успешни, многу малку се фокусирани само во своето родно место или на едно место. Сите се по патувања, денес светот е отворен за соработка, бизнисите се на едно друго ниво и сите успешни луѓе често патуваат. Тоа е така. И мислам дека штом до сега ме трпи, ќе ме трпи уште долго, да. И знае ли Јоце Панов да зачисти по дома, да сготви, да измие садови, знае ли? Или тоа се само женски работи? Знам, немам предрасуди дека се тоа женски, затоа што живеев сам. Јас сум од Штип излезен од 2000 која? Не од 2000, од 99-та, 2000-та, сум 25 години ван Штип и сите тие години живеам сам. Живеам сам, како студент, значи цело време, ако не сум се измил чинијата, само утре немам што да јадам. Таа беше една чинија, така да сум научен на тој момент, но поради обврските сега има луѓе што работат, има луѓе значи што чистат, знам да си
викнам да еднаш во месецот или два пати да си направи генералка. Да. Така Да е малку поштедиш твојата така, сопруга. и сопругата и ја да се поштедам, да не треба да ми рече сега тебе ти е ред. Не. Да. И имаш и своје дете, син. Да, Како Лука. се вика? Лука, Лука. да, многу лепо, многу лепо. Еве и српски. Лепо име. Па добре, името му е некако Лука. Не знаеш дали е македонско, хрватско, какво е? Добро, многу убаво име на вистина. И кажи ми, тој покажува ли талент кон музиката или Лука има многу голем талент за многу работи што ми е драго, за спорт има кај мене на Инстаграм може да најдете видеа и да се најдат видеа немаше ни 2 години. Значи немаше буквално 2 години, немаше кога уште стоеше онака, имав кош дома, купен кош и 20-30 коша едно по друго. Так му е дава. дали имаш видео за тоа? Имаш. Имам видеа, ги имам на Инстаграм, ќе ги најдете обавезно имам и подоцна пак објавив за година дена пак, например, Лука е феномен, значи за кошарка не знам, Перо Антич. И баш имам видеа на кои ги покажав и на кошаркари наши. Викам, си нормален, прати го одма да чекај уште е мал, викам, не. Викам, е феномен, викам, значи не греши, 30 пати, 50 да му даде топка, 50 пати кош и тоа кош со фрлање до на. И гледам дека има талент за спорт, што е многу добро. Ете, можеби од цела моја фамилија, нели. Сме спортисти, јас тренирав фудбал, у Брегалница 40 години, 12 професионално. Татко ми, нели, е еден од можеби иконите на Балканец, боречкиот клуб Балканец во Тип, Димитар Панов. Тој беше и тренер на Балканец и судија на Балканец. Крвта не е вода. Чичковци мои, Русе, Драги, Панови исто, со таа една генерација што беа тај, да кажеме, елита на Балканец, боречки клуб од Штип. Можеби тие генетики, тие гени ги носи од на мајка му страна, од на сопругата страна исто се ракометари, значи начевски се многу познати во ракометот. Можеби ете, тоа е, ама гледам дека има талент и за музика, многу има талент за музика. Тоа го препознав, не го малтретирам да морам сега да биде по мои стапки музичар, не, тоа нека се има слободно нека одлучи сам бидејќи дома има клавир, има гитари, се има купено, така да, ама не е форсиран. Сам нека одлучи зашто е ете како ќе го води живот. Да, зашто има желба. И каков татко си ти? Како се чувствуваш? Дали си построг или попуслив? Па, штом го плаша дома со мене, како плашило сум, штом нешто прави, ќе му звонам на татко ти, ќе му звонам, значи што... Добро, тоа е тактика на сите мајки, јас мислам дека... Да, ќе му можеби тоа е затоа што не сум дома, значи ја како расте и плюс Лука се роди точно пред короната, точно 2-3 месеци пред сама корона. Можеби дека не сум често дома, има тој страхопочит го има поголем. Кога си почесто дома, нели повеќе го разгалува, што е нормално, дека е така и ама не сум строг. Сепак ми е слабост затоа што не поминувам многу време со него и ама сепак гледам да има некоја мерка во животот и барем еден да има, ете, пошто баба му и мајка му некако го галат. Еден да има каде што ќе има некој ете. Не тоа страф, ама ете авторитет некој. Да. И дали се многу разликува воспитувањето твое и детството твое со она детство што сега твојот син го живее? Се разликува ли многу? Многу се разликува. Многу на сите е така, јас знам дека добро јас имав и таква можеби судбина да татко ми почина многу млад, на 49 години, јас бев 10-11 години. Мајка ми остана сама со 3 деца. Значи, можеби јас имав таква некоја судбина да морам сам да преземам товар на себе и цел живот да сам да се борам, да успевам. И затоа гледам дека сега на децата им е се многу дозволено и мислам дека не правиме добро со тоа, особено со оваа технологија и плюс тоа сакам ова, гледам како например играчки одма се заситува например играчка друга 200 играчки, добро јас една играчка да сум добил на мое време ќе сум бил најсреќен на свет. Тие се тие можеби некои моменти што можеби децата ќе немаат таков порив за успех.
има се, има стан, има купено тоа, што ќе посекам купуваш. Да, еве гледам дека iPhone-и носат деца од 7, 8, Ја ги гледам и 10 деца, години. јас сум и професор во Јосип Броз во Скопје, сега во гимназијата, 3-4 години сум таму. Гледам и тие тинејџери деца и тие, например, како имаат се, удоволени од се, имаат, нели, се оригинали носат, телефони најскапи, патики, и гледам дека можеби родителите треба малку да се запрашаат за тие моменти, бидејќи, пак ќе кажам, силните времиња прават силни луѓе, односно не, добрите, како беше да не го погрешам. Да. И Тешките времиња прават силни луѓе и лесните времиња прават луѓе мрзеливи, прават луѓе кои ете, тоа е еден момент, ама добро, тоа е, како да кажам, не можеме туку така тоа да го сведеме. Да, ние направивме мала дигресија, леговме во твојот малку приватен живот, да видиме што се случува таму. Еве сега повторно со музиката. Кажи ми, на која песна, кога ќе ја запееш, најмногу се отвараат срцата на македонскиот народ? Има ли таква песна? Од моите песни имам доста сега. Што ми е многу драго, ми е најактуелна мојот град, тоа особено луѓето што се ван Македонија или надворот од Македонија, им е многу драга, гледам дека и кога гостувам на македонските телевизии секаде, таа песна со тој спот, таа да оди песна. Добро вика имам и други. Не, те молам таа песна, да гледам дека е многу драга, направена е буквално на некој начин луѓе што се од туѓина, да не кажеме, или надворот од своето родно место. Таа например многу ја сакат. Сега Ниле од љубовта е исто многу актуелна. Година назад Ти пеам песна, Сродни души кои тоа во Штипе, се уште гледам дека е актуелна, дека луѓето ја сакат како некој евергрин остана на градот. Многу имам. Сега од овие нови песни што ги снимам, најдобро поминува Среќа у несреќи. Ми е криво многу што не успеав да направам македонска верзија за таа песна, бидејќи многу добро поминува секаде и во Македонија. Тоа се од моите песни, од македонски наши песни стари, се знае кои се актуелни, кои поминуваат. И кој е најмногу? Па добро, зависи. Сега ние сме, знаеш како, некојаш имаме момент кога сме многу патриотски настроени, па поминуваат Бисер Балкански, па поминуваат ја излези Ѓурѓој, нели. Некојаш има периоди кога се тоа можеби по печалварски песни, да речеме, по како да кажеме Бито на мој роден крај или такви песни од тој момент, ама сега се актуелни. Ми е драго што кај младите, например, младата популација, тоа се тинејџери, например, се враќаат тие наши стари песни. Не мора да се многу стари, например, него песни од луѓе што се уште се живи, од Наум Петерски, од нели наши пејачи што се се враќаат кај, односно кај младите се актуелни. Пример Милица сега е песна од Наум што е актуелна, гледам и кај младите. Што тоа е добро, сепак имаме некоја надеж дека музиката ќе се врати во својот дух. Многу се претера со таа хиперпродукција, со таа музика што е, не знам како да ја наречем, дека не е тоа ни правец некој, него многу отиде музиката во некој правец кај што не треба, и сум среќен што полека квалитетот се враќа. Враќа со текстови, еве новата песна има навистина интересен текст, Лице в лице. Да, лице во лице, да. Да, и многу интересен дека секој маж треба отворено да каже што чувствува, да се бори за љубовта на една жена. Има ли сега дали сега отворено така се изразуваат емоциите? Или па не сега се изразуваат отворено, ама 90% се лагат. Тука е проблемот. Поентата е друга. Секој чест некојаш да има, ама мислам дека тоа е најголемата се изгуби искреност. Загуба во човештвото, што на некој начин тие веќе е срам да ти бидеш искрен, да ти бидеш емотивен, веќе е срамно. Јас гледам по моите песни,
90% од моите песни се творени на тој начин. Значи се опишува љубовта, се емотивни се и тој пат е потежок отколку да пеете вие сега не знам некој текст што се актуелни кај младите сега или да пееме некои со извинување глупости во текстови, некој не знам понижување на женски род, понижување на машки, обратно. Тоа многу подобро проаѓа за жал. За жал многу подобро проаѓа тоа. Многу побрзо можеби станува вирално кај луѓето, го постираат, го шеруваат. Ама јас сепак сум рекол, не ми дозволува карактерот да по секоја цена сега морам да бидам популарен или слушан. Нели во топ 5 сега ја да бидам слушаврта, не. Ја правам музиката која што ја чувствувам и мислам дека ќе се врати време. На почетокот ви кажав, јас ќе живеам многу долго и знам дека ќе го дочека времето да се врати на квалитет. Да. И на крај на секој подкаст имаме као традиција, еве со вториот подкаст преминува во традиција да ни препорачаш ти некоја личност, можеби малку време си на Малта, пошто ја посетуваш привремено само, да ни препорачаш ти некоја личност која би била интересна да гостува во нашиот подкаст. Од Малта мислам дека треба да ви гостува Кире и Филип, тоа се собствениците на Гурмет, затоа што секоја чест тоа е успех да дојдеш во туѓа земја, во несродна земја на нашата, например, по култура и по јазик и по било што, и да направиш таков голем успех. Јас им се дивам, наистина им се дивам. Секој час ги поддржувам да продолжат така и мислам дека тие двајца треба да видат на ова столче. Да. Кај вас. Имат и стандарди. Сигурно има и многу други што не знам кои се, например, луѓе овде, ама сигурно има многу успешни луѓе што се тука на Малта. Што се на Малта, македонци особено. Сигурно тврдам дека има многу успешни, ама може во моментот сега не знам кои се тие, дали во област на музика, дали во област на бизнис, ама има сигурно. Јас навистина ти благодарам за овој прекрасен разговор. Дознавме многу убави работи за тебе, што си случувале во изминатите 10 години, а што се случуваат денес. И се надеваме на еден убав настап овој викенд. Ти утре ни настапуваш. Да, петок и сабота, да. И еве, ние сакавме да резервираме јас и девојките и мојот сопруг и моето семејство маса на твојот настапник. Ни рекоа дека има само утре една слободна маса. Значи само како за нас да е таа слободна маса. Ќе ми биде драго ако дојдете, ако бидете тука. Среќен сум што и првиот пат кога дојдов беше веднаш интересот беше многу добар и видеата ви имаме и видеа кои оде на реклами, сега журката беше фантастична. Значи се тоа што гледате на луѓето беа буквално вака еден до друг и се направи многу убаво и пред се ми е многу драго што немаше само македонци. Што беа овде и срби, беа луѓе, мислам дека и босанци имаше и хрвати, значи таа една балканска журка што јас например и цела кариера ми се сведува мене на тие екс-југословенски простори. Значи, кажав дека сите песни носталгијата за Југославија уште постои. Па да, јас така, расте во Белград, јас тетка, значи сестра од татко ми беше таму мажена и таму мои братовчетки се сега таму, ја цело моје детство секој лето одевме таму. И некако ја не ја доживувам сите југословенски простори ги доживувам како да сум дома. Еве толку за сега. Нашиот разговор овде мора да прекине. Имаме уште многу прашања и теми за разговарање, но мислам дека сосема е доволно за да ви го разубавиме денот. Се гледаме во наредните подкасти.